nešto konkretno. Добре ми дојдовте. Денешната тема е со наслов Некој и нешто. Се чини дека желбата да бидеш виден, битен и коментиран не била никогаш поголема како што е голема деновиве. Секој сака да биде некој, без разлика на кредибилитетот, без разлика на знаењето и умењето. Да бидеш познат се поистовети со она да бидеш успешен. Ако зборуваш многу, ќе да знаеш многу. А ако многу си коментиран, изгледа дека многу си битен. Ако порано важеше правилото дека прво мора да постигнеш нешто, да те признаат дека си нешто, па после да станеш некој, денеска се чини дека секој е некој. А она знаеш ли кој сум јас е станато како добро утро. Живееме ли во свет каде од вревата на гласните и оние помалку битните, оние кои што навистина вредат асетивки, не можат да дојдат до израз. Во суштина прашувам, дојдоа ли дивите и дали ги избркаа питомите? Еве ги гостите. Таа е познато ТВ лице, автентична со својата појава и став. Ја паметиме од емисијата до последен здив, а како таа гледа на потребата од секој да стане некој, слушаме од Нора Шакири. Тој вели, ако сакаш да останеш најголем, смалувај се постојано. Ја сака тишината која зборува гласно. Прогласен е за највлијателен во 2024 или поново. Тој е писател, инфлуенсер на годината. Во последниот роман Папокот на светлината го бара добриот човек па прашува, а кој тоа ја дава дипломата за добар човек? Професорот Венко Андоновски. Тој е елоквентен, компетентен и вистински избор на гостин кога станува збор за медицински теми, но и за овие социјалниве. Па ќе го прашаме, дали оваа потреба од секој да стане некој добива размери на епидемија и има ли вакцина против истата? Злате Мехмедовиќ. Тој е херојот на новите генерации. Го куделе дека од него нема да биде ништо. Имал сон кој таму некој му го срушил. Својот пример на одење по лош пат го користи за да укаже како не треба. Па денес во новата YouTube ера покажува и дека вреди и дека навистина го бива за нешто. Васил Мандаровски Мандар. Епа, добре ми дошле, драги гости. Најдов се. Добро, најавите, окей се? Перфектно. Така, прво да прашам веднаш таму за вакцинацијата. Значи, ова има размери на епидемија? Жал нема вакцини за се, меѓутоа ќе видиме, работиме на тоа, може ќе се најде вакцина и за ова. Така? Па, иде медицината напред. На епидемија или уште сме така? Мислам дека ова има веќе размери на пандемија, затоа што се работи на светско ниво, не е само кај нас, да се разбере овој светски тренд. Така да е уште посериозно и уште поголема причина да се работи на сериозен лек за истото. Так. И како што реков, има надеж на медицината иде напред, така да ќе биде леко. Ќе помине со една доза вакцинација или ќе мора по 3? Ќе мора бустери да се приме. Бустери, ја? Многу е забегана работа. Добро. Професоре Венко, како се чувствувате како инфлуенсер на годината? Ја сега слушнав што е тој инфлуенсер. Не верувам дека треба да се чувствувам нешто посебно, затоа што јас сум влијателен и маркантен со самата појава, нема потреба нешто посебно да се... Мене ми е тоа чудно ми е. Но од друга страна ми е драго ако е вистина дека преку книга можеш да влијаеш на луѓе, тоа е тоа стварно одлично. Ама немате Инстаграм профил? Па немам, јас сум од музеот. Тие луѓе. Па еве после емисија може нешто да ќе ме стави подред. Така, добро. Мандар, во однос на тоа ти кажувале дека нема да бидеш ништо, нема да успееш ти. Ајде да слушнам како ти си докажал. Значи перспектива е, зависи што гледаш како успех. Ја тоа што сум го постигнал до сега го гледам како успех затоа што не сум ни планирал да бидам тука кај што сум, така што све што е над ова е плюс за мене. Сама кажа дека сум сакал нешто друго да бидам, ми го одзеле тоа, ама сум успел до нешто друго. Кажи ми како и докажа на професорката по македонски која што викаше дека од тебе нема да биде човек. Се паркирав со новата кола усред школски и беше као пратче повели. Ама затоа ми кажа дека цел живот ќе се возам у југо. Да, јас се паркирав со БМВ-то и реков повели.
Добро. Тоа е што така. Се провози кругче? Не, па нема многу место. Добро, добро. Нора, тебе По ништо го слушам младиот надежан, што и да е јутубер, не знам, креатор на јавно мнење меѓу младите. Како тоа професорката така ти се обратила дека ќе се возиш со југо, тоа ми е малце. Ја како професор по социологија всушност, ќе си дозволам само малце да ви скоментирам и воопшто не. Да знаеш ти какви професори. Ама како викаат нашите браќа срби, тоа што те не убие, тоа е јаче. Така да Па види, тоа ми беше и нели мотив за да им докажам на сите. Не знаев како, само знаев дека ќе биде. добар ти е мотивот, добро ауто си купи така да. За кого како? За некој рентакар, за некој. Добро, кога сме кај професорите, вие им се обраќате. Да, професорите удривте нешто, професори вака биле, така биле. Секој професор си е како секој човек, некој лев, некој десен, тоа си е нормално. А за ова сакав да кажем, многу убаво рече, мислам, зависи што се смета за успех. Например, во војска ме носела на гаѓање и на крај ги тргаа сите луѓе од околу од метата, тој капетанот ги избрка сите, Андоновски, последен ќе. Од безбедносни причини сите се тргаат. Од 10 куршуми, ни еден во мета, а страдаа по некоја чавка, по некоја ова, по некоја. Ја не гледам дека тоа би било успех за мене. И се сеќам, тој многу се нервираше, баш тоа ми велеше. Од тебе нема да биде ништо на српски, од тебе нече ништо бити. И ја гледам вака во него. Како да му кажам дека воопшто не ми е целта тоа, да постигнам во животот. И тој многу се нервираше. Можеш ли нечеш, можеш ли? И вака ми каже, не гледај овде, овде нема ништа, гледај овде во чиноите. Мислам дека денес настапуваат многу луѓе од таа позиција уште. Знаеш ли кој Овде сум нема јас? ништо, гледај овде што имам и што сум по функција. Така. И само уште ова, српскиот патриарх, не знам кој беше, дали Павле, дали, кога се карал со некој политичар, тоа е многу добро, се раскажува и денес, некој политичар му велел, шо барате вие црквата во школа, во ова, во она, и се скарале нешто и овој му рекол, политичарот му рекол, знаеш и ти кој сум јас? А овој му рекол, јас многу добро знам кој си ти, ама дали ти знаеш кој си ти? Така што тоа често си го повторувам, кога имам проблем со такви луѓе, јас па јас. Така, добро. Злате, ти си имал искуство некој да ти каже дека нема да те биде за нешто? Реално, мислам дека секој го има тоа искуство. Каму среќа да ми каже нешто за југото, веројатно ја ќе стигнем до БМВ. Што не сум до тоа ниво. Добро. Ама не ми кажеле. Меѓутоа, не ми останало во сеќавањето некој стварно толку да ме повреди, да ме здоболи, да ми биде причина, што би рекла Нора, што те не убие, то те ојача. За да бидам некако возен во приказната за успех. Обично сам си ги задавав најголемите критики и веројатно тоа можеби сам на себе си кажував јас дека не те бива за ова и треба да бидеш подобар. Така да веројатно најдобрите критики доаѓаат од мене некако внатрешно. Добро, што сакавте да бидете кога ќе пораснете? Остваривте ли сонот? Јас да. Да? Значи ти велице? Да, единствено што мојот покоен татко, големиот новинар, секогаш да го кажам, затоа што тоа он всушност ти беше Хисан Шакири, се ми каже, ај само види ако може да не запишеш новинарство, затоа што знаеш сега тука нешто. Само тука го послушав, не запишав новинарство, инаку од секогаш, од многу мала, толчникот за лук, весникот, столицата пред огледало, јас најавував вести, најавував емисии. Тоа беше... И тоа и ден денес го терам со мали паузи и секако сакав да студирам социологија. Ја завршив и... Добро, одлично. Ми се чудеа до душа зашто толку тоа сакам, ама ето. Добро. Ама работеше како социолог баш во... никогаш. Не, никогаш она да кажам државно, ама секогаш си наоѓав сама условно речено изговори да работам како социолог, особено со деца со поинаков развој, да кажам. Добро. Не деца со специјални потреби или нешто друго. Злата, од секогаш? Од секогаш... Доктор? Не. Напротив, ја мислам дека мојот пат беше сосема поинаков.
Меѓутоа војната во бивша Југославија си го направи своето. Кога завршував 8 одделение, најголемата желба ми беше да продолжам на војна академија да станам пилот. Еве имаме уште еден. Тука. Помлад колега. И И двајца професори, извини, што ти Да, готово сите. има кој да вози авион, има кој да држи предавање. Меѓутоа, околностите го направија тоа, навистина, и некако животот тргна во сосема друга насока. Не жалам. Веројатно Господ си има своји патишта кои што ни ги дава за секој од нас. И веројатно ова бил патот кој што ми бил суден. Дали се уште жалам за тоа што не сум си го остварил детскиот сон? Веројатно не. Ама понекогаш, посебно кога излезе Top Gun 2, пошто ние бевме Top Gun генерација, Така. ме наврати на старите емоции и тогаш ми беше вистински жал што Малку некогаш само да полетам едно авионче, да завртам едно кругче. да слеташ на тоа носачот на бродови. Ама џабе. Да. Па сега можеш да земеш диплома за пилот, да леташ. Може? Не, а? значи, не е комерцијален пилот, збориме за воен пилот. Па добро, Нема разлика. можеш да се облечеш како сега, воен пилот и во да дело е леташ друга на работа, летање. али воена униформа е друга Ама работа. и со монтажа се прави. бе. Така. Top Gun. Нема. Да, на Инстаграм ти го сме. Ето може тоа. Добро. Уште една ваква приказна, ама твојата е сосема поинаква. Тебе некој друг ти го сруши сонот за да видиш. Како и на многу луѓе у држава млади, кој може друг ако не системот и државата. Види, нема се жалам да се правам жртва, по не знам кој пат сум го зборал ова. Не Тука кај сакам. мене не си го кажа. Океј, long story short, Да. сакав да бидам војник, не сум. Дали е тоа моја кривица, ајде нека е моја, веќе реков нема да се жалам, како што рече и он. Господ не се знае кој патиште ти го дал за тебе, не те може со сила го терав тоа. 8 години потрошив од животот за да бидам војник. Имав понуда да бидам воен пилот со врски. Одбив затоа што мразам врски. Тоа мислам дека го знаат сите. Сериозно? А јас ради мојата уста и ради тоа што не сакам врски, патам до ден денешен во животот. Мразам, поготоа муабетот, знаеш ти ја кој сум, да сум татко на дете и детето ја рече, знаеш ли ти кој ме е татко, ќе го треснам од земја искрено. Затоа што тоа сметам дека е, ајде не користам зборови што ги користам кај мене на YouTube. Тит, ке ги титнеме. Како и да е, реков дека таа работа за мене е завршена и тоа е тоа. Патот мој, како што нарече, например, од дете и било желба да биде пред камера, мојата не. Јас пред 3 години не сакав да се појавам пред камера. И да Ама сега дека љубов? ќе дојдам до тука. Сега си ја засакав работата, сега ми е топ. Сега не би ја менил за ништо друго, меѓутоа не би се сложил дека не жалам за тоа што не постанав војник, затоа што не знам, така бев зинатен од дете, значи од како сум роден, од како памтам за себе, сакав да бидам специјалец, не војник. Кога ми се понуди да идам војна академија и така натака со врски одбив, не, сакам сам да си успеам све во животот. Сум бил по селекции, сум бил доброволно служев војска патам, не сум од таа генерација што беше заложителна. Сакав сам да го изедам тој пат, го одев се додека не напунив 25 години, до 25 се конкурира. И тука више немаше што да направам, единствено беше друго, малце дайгрес, да идам во Ирак, да работам на нафтени тие што се Добро, платформите, обезбедување да. и такви работи. Аха. И тука Стефан Лазаров ускочи и ми рече, брат, верувај ова со YouTube, ќе видиш дека ќе биде кој што треба. Long story short. тука Ела сум оваа кај што сум. битка да ја биеме на YouTube-от, а? Не верував, искрено, не верував. И сега ама- си, добро е. Добро е. Работата Како што ми го звучи? донесе задоволството да влезам на професорка да ја речам, еве ти го сега југото на. Добро. Така што- Тоа Ти се- околу професорка. Професорка, ама сега, добро. Како Мотив за работа. како звучи ова? Војник како ќе отидеш? Ау, Со тенк. Војник. Со тенк можеш да и влезе. добро прошла професорката. Па, со оглед на тоа какви... Чекај, ова со врски ве, значи не е тоа дека Љубовни врски сака. Овие така, другите. Види Таман последно работа. време нешто и тие ми се Па, одминали. тешко, а? Преку врски. Живот ме е сатерал. а вака убав види. фала. Дотеран, нели? Една На од ретките прилика. девојки жени, односно, што го кажале тоа го сум. Еве и гостите ќе се согласат. Јас се согласувам со колешката. Немам ништо да додадам. Добро, добро. Како звучи ова одбивање? Ја одби врската за да Ама на тој начин и твојот сон некако си го ризикувал. Види, едно е да успееш сам,
Друго утре некој да ти рече, абе, знаеш, ја да не бев... Фала? Не. Добро, професоре, како звучи ова кога одбиваш? Одлично ми звучи, јас исто не би можел да замислам некој преку врска да ми... Тоа автоматски го подкопува се тоа на што го сака. А кај мене па беше, слушам се, кај мене беше целосно во последен момент се определив за тоа, затоа што прво беше сакав да бидам музичар. Многу сакав да бидам музичар. Да пеете или да свирите? Гитарист, да бидам подобар од Владко, од сите, значи нема. Добро. И тоа беше, меѓутоа очигледно тоа не било за мене. И после тоа многу математика ми одеше. Јас сите ме гледаа како иден некој од природниве науки, математика, физика, сумодална надпревари. Мислам дека бев и трет во Југославија еднаш. Одлично ми одеше. Арно, ама во гимназија, во трета година, се здруживме многу, во иста клупа седевме, со за жал покојниот Никола Младенов, први другари бевме, во иста клупа бевме, и го откривме шприцерот. И ние отидовме еднаш од часови, избегавме од последниот, на шприцер, тука имаше едно кафанче десно, кај Золошка, и се пиеме шприцер, и нешто разговараме, уште тогаш Никола имаше мотив за социјална правда, како почнуваме да се раслојуваме. Нашите родители возат 101, а другите, некој на некој ученик, родителот возел Форд. И се то не знам, дали шприцерот, дали желбата за социјална правда, отидов јас дома и на татко ми му викам, а тој од врата ме позна дека сум пиел. Вака ме гледа и вика, шо имаш нешто да ми кажеш? Шо си не правел, велам, која не можеш да ни обезбедиш да имаме, што беше Форд? Врска нема, некој Форд Ескорт, поидна. Како нацртан филм раката вака му се изложи. Бабао! Шамар вика, ова не е за шприцер, за алкохол, ова е за тоа, вика, шо ме тераш да крада. А ја кукав, мал ми е джепарлакот, джепарецот. И само шамар и ми даа лифче. Так, утре јави се на овој човек. Насте Стојковски, директор на студентски збор. Отидов во студентски збор, почнав да читам книги, да пишувам критики, станав уредник на културна рубрика, посакав да станам асистент на факултет и тоа се случи, веќе бев зрел. А од мал немав некои идеи. Имав доста дебилни идеи. Сакав да бидам индијанец кој се инфилтрирал кај каубојците. Сам некои чудни. Како да се викате уште името да ни го кажете? Како? Името. Обично индијанците имаат чудни имена. Не. Поглавица сува ребро. Немаш. Поглавица скршена чаша. Ние сме се од едно друго време, ти си од новото време, мада и ти си од тоа. Не, сега те начекавме, значи беше порано за да биде од тебе нешто прво. Факултет радиш. Добро, факултет треба да имаш, точно да. Да имаш едно книгиче да стои. Да си имаш, така, едното. Ама другото беше и пази што ќе кажат комшиите и срамота е светот што ќе каже. Така. Значи тоа беше основата од тоа дека од тебе ќе биде некој нешто. Така. Јас мислам дека кај мене у фамилија, јас сум пораснат, огромна фамилија, Мандаровски, која знае добро, племе. Значи, две куќи, 50 луѓе, значи многу баби, многу дедовци. Јас сум пораснат со тоа, малце од малце, абе, знаеш што ќе кажа, не прави ова, не прави она, знаеш што ќе кажат комшиите, ја го сменив тоа кај мене фамилија. Бог да ги прости, 70% се испумрени тие луѓе, ќе испомнам и сега, меѓутоа ја уште на стари години додека беа, им го променив тоа, затоа што јас бев првиот што стварно не се замараше со туѓото мислење у фамилија, од дете. Овој кажал вака, супер, овој кажал одлично. Јас го сменив тоа кај мене у фамилија, еве ги моите сега научиле од детето нешто. Добро. И многу поубаво живеат. Тоа можам да го кажам, дека откако престана муабетот што ќе кажат комшиите, многу поубаво се живее, поготово кај мене, затоа што еве јавна професија. Ама не е важно тоа срамо, затоа што мислам дека некако исчезна и ништо не е срамота. Добро. И у денешно време се е дозволено, баш заради тоа што ич не внимаваме на тоа нити што ќе кажеме. Не ме разбере погрешно, да не се разбереме погрешно. Едно е што ќе кажат комшиите, јас ќе бидам јутубер, нема да идам на факултет. Тоа не ми е гајле што ќе кажат комшиите. А друго е дали ја ќе имам OnlyFans и ќе се сликам гол. Тоа не треба да кажат. Немаш OnlyFans? Немам, уште за жал. Иначе до сега милиардер ќе бев, наша BMW Бентли ќе возам. И тоа е инфлуенсерство.
Да. Како се вика и тоа е проблемот е што немаат срам од таква работа. Тоа не треба да имаш добро. срам, треба common sense да имаш дека тоа не треба да се прави. Добро. Како сме со срамот? Битно ли е тоа срамота е што ќе кажат, па да има некаков ограничувачки фактор, затоа што во денешно време ништо не е срамот. И нема некаков Се слагам целосно со Мадар за оваа работа. Чи апсолутно е небитно поднос на срамот. 240 кредити, 300 кредити, докторати, специализации, субспециализации. Све е тоа едно, знаете како, има исто многу добра изрека за тоа. Велат, факултетот е место кое што го посетуваш одреден период од животот, на кое што ќе учиш одредени вештини, кои што на некој понатаму тој твој работодавач ќе му дадат некаква си гаранција, не целосна, дека нема да ја зезнеш работата кога ќе идеш на работа. аха. Така да, Добро. денеска, неформалното и информалното образование или начинот на кој што ги практикувате вештините кои што се ги научиле во животот, а не само сте ги меморирале низ процес на учење, се многу поважни. И затоа денеска гледам дека вредноста, се повеќе вредноста и се помалку срамот е онаму каде што знаењето добива вистински израз, не, како што кажав, да не биде факултетот само процедура на меморирање на факти кои што понатаму нема да знаете да ги употребите во животот, а да се разбереме човечки суштества сме. Се менуваат органите, се менува мозокот, ги заборавате работите. Тоа што сте го научиле на 25 години на факултет, може да кажам од медицина, дека сега може би 40% веројатно не знам ни кај се фолдерите ставени во главата за да ми текне на одредени работи што сум ги учел. Меѓутоа, оние кои што добро сум ги организирал и сум ги практикувал низ годините, се уште си стојат тука и тоа е она кое што не дистанцира од срамот. Така, добро. Професоре, како се дефинира факултетот еве? Даде одлична дефиниција или? Размислувам се за ова, повеќе прашања се поставија. Јас се согласувам со него. Мене исто не ми е важно што другите мислат за мене. Со една мала ограда. Не е баш точно што други дека не ми е важно. Но не ми е, важно ми е дури и кога озборуваа, дури и кога критика. Не ми е важно што зборуваат, туку кој кажува. Од некои луѓе ме боли. Тоа се од мојата професија, оние на кои верувам, од кои сум учел, од кои или ги почитувам, од нив би ме заболел. А оној дискурс паланечки, ваков бил, таков бил, онаков бил, па мислам тоа апсолутно не ме занима и тоа многу рано јас расчистив со тоа и престанав да гледам во туѓи дворови. Тоа се луѓе што гледаат во туѓи дворови. Тие што така зборуваат. Очигледно немаат свој. Да. И сега, на пример, никогаш, значи, тоа ги учам и моите студенти и младиве писатели. Не гледај бе во туѓиот двор што е паркирано. Југо ли е, БМВ ли е, што рече, Бентли, не знам. Каква награда добил колегата писател? Па ќе добие. Ти не се надпреваруваш со него, ти се надпреваруваш со себе. И тука е апсолутно докторово право. Нема, јас сум тој, како рече, за 10 години, така. Се бркам сами од себе си и се градам. Ја така гледам на тие работи. А единствената битка е со самиот себе, да бидеш подобар од себе. Оти гледате сега, не сме сите надарени за се. Ама, се сеќавам, на кошарка која ме дадоа, имав протективна мајка, многу и жива и здрава уште. На кошарка, да сум станал јас кошарка. После третиот тренинг, Стерули Андоновски, кој не ми е врска, мислам, Андоновски случајно ме тренираше, одличен тренер беше. Стерули Андоновски ми вика, момче, можеш ли да си ги земеш патиките и веќе да не доаѓаш? Викам, зошто? Ја искрши таблата од корнер. Бам, ама и сад тоа не те бидува за тоа. Ама тоа е многу битно некој да ти каже дека не те бидува. Многу е важно. Таа критика ја сакам. Која навреме ќе ти каже не те бидува, ќе си најдеш друго нешто. Денеска тоа го нема. Тоа денеска го нема. Да, за да ти каже точно дека не те бидува. Не, денес сите пишуваме генијално, одлична ти е книгата. Мислам, изгубивме многу. Тоа е срамно што го зборуваат. Тоа може би. Дека сте, не знам, најдобар, дека гледаш дека
Гледаш дека лаже. И Подмолба, подмолба. Апсолутно, после една гледаш маса на дека- незадоволни луѓе, Гледаш дека не те кои што сака, таму ама- некој ги потапшал по рамо. Апсолутно. Тоа се случува и со реалните шоуа, Така е. нели? Посебно музичките, кои што сите ги туркаат, им викаат ти можеш да пееш. Нема муабетот со врските. Така. Тоа е Слушај, Да, јас пак се врти тоа. во 99-та година кога сакав да почнам да се бавам со телевизија, тогаш имаше конкурс УМТВ и татко ми беше, ја мислам дека тогаш некој не знам, советник на генералниот или главен и одговорен уредник на не знам што, и ја не смеев да припарам таму. И толку инкогнито, тогаш се праќа слики во плико со кратка биографија, мајка ми прати, и ние свативме дека тоа може некако таму да стигне. И сега тогаш луѓето поима немаа таму дека сум јас негова ќерка. И они мене почнаа да ме викаат на тие кастинзи, на не знам што, почнаа да се појавам, ама се бутам по различни ходници, умтава, Да, само да не те само види. хисам за да не ме види. Што нели, што правиш овде ако ја не сум те викнал. И јас стигнав така сама, никому не кажував кој ми е татко, и на крај кога дојде изборот, тој да сте рекла, шефот има едно младо девојче, носи исто ваше презиме Шакири, може би ја знаете. И татко ми ме гледа мене на слика. И што беше? И станува стариот вика вака сега. Јас немам појма за ова, верували или не. Ако ја бива, ќе ја држите и нека работи, бидејќи знам што сака. Ако не, парталите и надвор. А од овој момент ја станувам од изборот и не учествувам во изборот, бидејќи и они си таму хисон, она е супер, ние гледаме иднина кај неј и така натаму. Сакам да кажам дека човекот се тргна од својата позиција и им рече, ако не чини, Ама тоа е свесноста, каде треба да му Е, биде тоа е местото. свесноста. Значи, имаме ли свесност сега каде треба да ни биде местото или се пикаат сите секад? а околу Во овој срамот, периодот, патам, околу срамот, знаеш како, се додека е честно, не е срамно. Барем јас така гледам, не знам, го спомнавме OnlyFans или што ја знам. Значи, се Тоа е додека е честно... најчестно, ама. Да, не, види, се додека е честно, ништо не е срамно, ме разбираш. Честно Во ли е однос да на- видиш на OnlyFans? Чекај, овие не, новите генерации. види, таму Ако си плаќаш честно... данок, честно е. Честно, Никој не плаќа данок на OnlyFans. Честно работиш и заработуваш. Се додека е честно било што, не е срамно. Јас честна имам и порно одговорност. индустријата тогаш, ако гледаме Како? така. Честна и порно индустријата, Апсолутно. плаќаат најголем данок. Апсолутно. Честно е. Ама Не не е е- честно да крадеш и да лажеш. За мене тоа е неморално. Не. Едно е морално, Знам. друго е Не, Или честно. е тоа- срамота да те видат на OnlyFans? Што ќе речат твоите дома? Мене би ми било срам, меѓутоа постојат луѓе на кои што мажи и жени не име срам. Јас тоа го рашувам со проституција негде, до негде, заради тоа што на некој начин го продаваш своето голо тело за пари. Е сега, ако можат и на Проституцијата е Викторија најстариот занет на Секрет, светот. тоа ми беше, ако можат модели на Викторија Секрет у бикини да заработуваат, нека заработуваат и овие на крајот од денот. Сега За се мене, памет. така е, за Сакам да мене кажам, не е. јас лично имам единствена одговорност према моето дете. Тотално ми е небитно кој што ќе кажа за мене, бидејќи се кажало се и се што. Генерално не вистина, никој не е дошол да праша дали е тоа вистина или не, но единствено имам одговорност према Ијан, него да него усрамам, него да него посрамотам, не дека јас не сум се усрамила во животот. Не дека јас не сум направила ситуација од кој што и ден денес ми е срам. Срам ми е просто, ама не сум украла и не сум излажала. Така, Злата, на темата OnlyFans или на срамо да дискутираме? OnlyFans е честна работа? Мислам, не, OnlyFans за доктори. Тоа е друга работа. Као што кажав, ако се даночни обрзници нема никаков проблем. Добро. Нека си терат луѓето. Контекст на тоа, да. Нека си терат поштено. Во однос на срамот ја кажав што мислам. Значи, веројатно е добро да го има. Добро е да го секој да го чувствува во себе. Никако критички делува како внатрешен глас. Ама како што кажав, не треба да биде возен или како што кажа професорот. Не треба да биде возен од погрешни луѓе. Не треба да биде погрешниот глас тој што ќе ве натера да имате црвени образи. Има едно веројатно е карактеристично за добрите луѓе да црвенеат и да се срамат, за оние кои што живеат честно. Значи така и во старите времења се препознавале, вика ќе поцрвене невестата во образите, значи има нешто добро во неја, за го чувствува срамот. Сега од ботокс така малце. Поише поцрвенуваат. Да, или ќе засвети невестата. Или ќе засвети, да. Така да генерално околу срамот само тоа би го Така. додал.
Професоре? Па, еве, ја сега слушајќи ве гледам дека јас очигледно сум толерирал бесрамни постапки низ годиниве многу, на факултет ме прашав. Така. Јас познат сум по тоа дека сум приврзаник на тезата дека училиштата и факултетите се доведени до последно дереч. Значи тоа е просто На време човек да си се се спаси, просто манда. човек да се праша дали повеќе штета им правиме на луѓето што ги образуваме или корист. Јас сум тука на страна на студентите. Знаете што, ако дојде човек отвори тетрадка од пред и 25 години чита предавање од таа тетрадка, па мислам тоа е бесмислено денес. Деца многу повеќе ќе научат дома трагајќи по интернет и по социјални и ќе добијат поточни информации и по-нови. Така. И мислам тоа е бесмислено. Единствено што ја гледам едината барем на моите факултети хуманистички, филозофија, книжевност, тоа се само разговори и разговори. И тоа да бидат баш разговори како меѓу пријатели. Сега кога ќе гледаат моиве деца, син ми сега треба да се запише на факултет, ќе рече мамо, професорот рече не ми треба факултет. Ќе отиде кај Мандар и ќе рече учиме YouTube да работам. Види, ја ова кога го кажав Ти за факултетите дека се тотално офсайд, ме правя будала, сум бил без факултет, ова повелете од човекот. Не, Злате и Нора. јас повторувам. Не, тоа што го кажа за Да се вратиме. На универзитетите им треба радикален ресет. Радикален ресет и тоа дур не се случи само што штанцаме исти примероци. Мислам, нема како бройлери. Извини. И секој нареден примерок има полоша содржина. Секој нареден примерок има полоша содржина од претходниот. Добро. Да затвориме тука, да одат на факултет, ама да бираат на кој факултет одат. Да одат на факултет и да бараат од професорите, а не професорите од нив. Да ги доведат до ситуација да се срами професорот кој ќе влезе, ако им влезе со скриптата од... Ама доаѓаме до моментот. Како можеш ти да ми збориш? Јас сум со професорската титула и со Па тоа е, овде нема ништо, овде има се. Така е. Како да се однесуваме со тие луѓе, значи, кои што доаѓаат со тој став, знаеш ли кој сум јас, професорот кажа, Злате, сигурно ти доаѓаат такви, што доаѓаат и викаат, ама знаеш ли, доктор, ја на интернет прочитав тоа и тоа, од тоа ми е. Не знаете која ми е диагноза. Има такви, такви све повеќе и повеќе ги има. Видите, затоа треба факултет. Значи не викаме ние дека не треба факултет. Меѓутоа оваков како што го имаме во моментот со овие квалитети, компетенции, вештини кои што се сеат, немаш неење после тоа, нема што да пожнеете. И затоа постојано се упропастуваат генерациите кои што следат со така нареченото формално образование. Како што кажа, во светот се повеќе се цени неформалното и информалното образование, затоа што е многу попрактично употребливо. Меѓутоа, да се вратам на оно што ми го постави прашањето со знаеш ли ја што прочитав на интернет или знаеш ли кој сум ја? Така. Кога ја читам интернет, видите вака, за жал тие кои што ќе се дојдат и ќе си постават диагноза со интернет, ги враќам да се лечат со интернет. Ама од кога ќе се вратат вториот пат, повеќе интернетот не го спомнуваат. Така да тука завршува приказната, малку е подолг процесот кај нив. Се надевам на тоа дека нема да имаме посериозни компликации како резултат на тврдоглавост. Ретки се тие пациенти, не се чести можем да кажем. Обично со текот на годините помладите лекари имаат проблеми од тој тип на интернет едуцирани пациенти. Тоа е авторитетот и кредибилитетот кој што вие го имате, па некако повозрастните доктори навистина немаат. Веројатно и искуството си го прави своето, како што кажав, има двојна терапија. Добро, полечи се ти на тој начин. Види како ќе ти иде, јас сум тука, па ќе се видиме за една недела и ќе знаеме што ќе правиме. Така, добро. Ти, Нора, како се справуваш со тие? Знаеш ли кои сум јас? Си ги имала, сигурно, затоа што и беше на една позиција. Ден денес ги има. Порано некако многу побурна. А денес, викам, не знам, кој си? Не знам, и стварно сега, зашто секој би знаел некој кој е. Што ков се тие луѓе? Види, никој нема право никого да гледа од озгора, освен во случај да треба да му подаде рака, да му помогне. Тогаш
можеш човек да го гледаш од озгора. Инаку тоа, знаеш ли, кој сум јас, за мене, како да те кажам, одсликува човек кој што всушност не е никој ништо. И одсликува човек кој што всушност никад ништо не постигнал во животот, туку го туркале, од оно што можам јас да заклучам дека нас никој не турнал никаде и затоа и верувам дека никој никогаш од нас не рекол, знаеш ли кој сум јас, ниту пак професорот се однесувал кон студентите, верувам дека е тоа така. Јас сум сега професор и тоа е тоа. Добро, како е во YouTube сцената, чекај да видам таму. Таму има некој, се знае кој е кој, нели? Таму вие си имате некаква хиерархија. Нема хиерархија, како Нема? секој си го работи тоа кој што одбрал да го работи. На YouTube има бранши. Добро. Нели? Знаеш ли кој сум ја, кој сум А ја? знаат ли кој е мандар? Што ме интересира дали знаат? Јас си го терам тоа што го терам. Или ти се свијам или не ти се свијам, или ме гледаш или не ме гледаш, тоа е твој избор. Што сум ја, кој сум ја? И затоа ме нервира, види, најчесто кај нас... Ама си се среќавал со такви луѓе. Ама кој ќе ми каже, знаеш ли кој сум ја на YouTube, или ја да му кажам некој, тоа е YouTube, кој си? Добро. Нема такво нешто, не. Нема такво нешто. Имало еден уствари. Ама добро, тоа е поише клован, тоа е циркузант, тоа не е ни јутубер, ни водител, тоа не е ништо, не е ни вреден да го споминам, пошто нели се дигаат акции и така. А во вистинскиот живот тоа знаеш ли кој сум јас, сум се сретнал Македонија, ево. Така што подебилна ствар од тоа нема. Покажување сила, како што рече Норана, со нешто што не си го постигнал сам, пак ќе се навратам на војската. Јас можев да влезам, пример, тој период, кај сакам, со врски. Ама таму некој? И? Па таму некој му рекол, знаеш ли кој сум јас? Не. После можеше да биде, знаеш ли кој сум ја. Немаше, например, влези ти у специјална единица со врски. Кој си ти? Знаеш кој сум ја? Татко ми е, не знам, началник на генералштаб. Мандар, Ама види, нема ти те си можел да гледаат бидеш со и очи, ти беше гинеколог. клошар секогаш у нивните очи. Знаеш, ти си можел да бидеш и гинеколог така, ако имало кој да те бутне. Ама джабе, никој немаше да дојде кај тебе. И од каде произлегува тоа, знаеш кој сум ја, знаеш кој сум ја, пошто успеав да влезам тука кај што не можеш, кај што не требаш. Кој си ти? Ја може да ти кажам еве за тебе дека јас стварно појма немам кој си ти. И сега како ти изгледа момчево? Сосема пристојно. Ете така, Немој ќе те по коментари ќе те навредуваат. Не ме поддржувај, молим те. Ја не да сум навредувана. Се што кажа јас делам. Ете така. Затоа сме инфлуенсери. Да. После ти отварам Инстаграм Абе, готово. кажи, знаеш ли кој сум јас? Не знае, видиш. Тоа е. Јас сум малце Ама тоа ми е целта, нели? Ма има во таа реченица и знаеш ли кој сум јас. Има, не знам дали не мора да се согласи. Ја во таа реченица осеќам некој паничен страф. Од непрепознавање. Не знаеш кој сум јас. А кој си? Ако мисли на тоа дека е син на некој познат, тој е толку глупаво да се гордееш со генетика. Никој не е заслужен ни за тоа што е убав, ниту па треба да се срами затоа што е грд, затоа што тоа не е негова заслуга. Душевно каков е грд или убав, тоа веќе е... Значи, во таа реченица, а сум имал ја такви, знаеш ли колку... Сум имал такви сцени многу во животот, знаеш ли ти кој сум јас, и така натаму. Ви кажав, патриархот Павле убаво одговори. Мислам дека беше патриархот Павле. Вика, јас знам, многу добро знам кој си ти. Ама дали ти знаеш кој си? Ти си празно, вреќа полна празно. Јас во која нема содржина. Само незнаењето може да изговори таа реченица. И празното. Човек што не вреди ништо му треба валидација за да си го напуни егото. Она што е полно го прашува другиот, би сакал да знам кој си ти, кажи ми кој си. Знаеш и кој. Што си постигнал сам у живот? Во суштина најголемите луѓе се или ти најбогатите, или ти најучените, да, или ти најуспешните луѓе кои што се најскромни, никогаш не го користат тоа, знаеш ли кој сум ја и така. Обично тие што не им имаат дајано ништо на тацна. Да, Па, да. Кога ја спомна валидацијата, во денешно време многу е битно да те валидираат, барем по на социјалниве мрежи, па се број лајкови, па се бројат сабскрајбери, па се број шерови, па се бројат нели вјус и така натаму. Е сега тоа порано било битно и како се гледало тоа кој колку вреди ако нема лајкови, ако нема сабскрајбери, ако нема... Порано немаше социјални мрежи. Ама многу е битно некој да те лајкне. Знаеш како, порано, еве сега, вие ќе се сложите сите со ова. Порано беше доживле, односно достигнување живот на телевизија.
си го Да достигнал. те видат на Тоа сакам телевизија. да го кажам. Така? Тоа е И јас сакам. така. Да. Значи исто Тоа е Така, мислиме. исто. Тоа е А тоа. тоа значи дека сме досадни во емисија. Така ли? Значи, се обидувам да ме Ама раздрамам. стварно на телевизија да те има тоа, чекай, значи тоа нешто ти значи. Секој човек е свој медиум. Така. Еве го телефонот тука, сум да се прикачувам. Добро, треба малце и да има тежина тоа што го кажеш или што го правиш, затоа што не може. Ај направи се Инстаграм и пробај да бидеш инфлуенсер. Уствари тебе те прогласија. Не ме прогласија, ама чекај, не сум почнал. Сакам да кажам, Остај тоа. има будали што не вредат 5 пари, што се познати, ама ма не се уствари ретки, ќе речев ретки се, али на крајот од денот треба да направиш нешто да има некаква тежина за да те гледа народов. Сега доаѓаме па на тоа дека Така е. колку будали ги има на Инстаграм, пута милион ги има и надвор од него што ги поддржуваат. Таквите па најверојатно од таму доаѓа и публиката. И па тогаш- дека исто така има телевизии, телевизиски емисии кои што ги вика тие будали, па и уште повеќе сложува. им дава простор и тоа ти е онаков еден ланчен систем кој што Добро, добро е па. Тогаш значи Не. баш не се знае дека кој е некој нешто. Така ли? Не може да се разграничи. добро рече професорот, ќе се сложи злата. Јас Да го сум така, заокружиме нели, тоа? телевизиско дете. Ова за мене беше на недоживле, мене. беше успех А, да те така. поканат во емисија. И јас ти благодарам што ти ме на вечерва, односно денеска ме викна во едно вакво друштво, што можеби за некоја претходна прилика не би ти се заблагодарила. Така? Дали ме разбираш? Добро. У контекст на ова кој е... Благодариме тоа. Океј, у контекст на ова кој што е, како бил, лајкови. Знаеш, мислам, треба да ни оди муаветот и ти благодарам и на тебе и на твојата екипа што вечерва ме смести со вака Баш прекрасни, во прекрасно. прекрасни, успешни луѓе. Па добро, ај сега да видиме поговоркиве што викаат. Многу спомнавме и цитати и све. Викаат дека се мудрости, ама понекогаш ги цитираат, а немаат појма што значат, па си ги зазимаат и она ќе стави цитат. Инфлуенсерка, како беше се сликала во купачи и ќе стави некој цитат. И тука Не ние ви си текнува треба да се моментов радуваме. нешто, да Не се те текнува, напомнам ајде се вика сите. тоа. Како да, ама народни се овие, баш Треба одма онака го читам или- Чекај само поде ги натаму, како? значи. Чекај сега. Да, баш се народни од оние. Сега од Добро, ова ептен од баба ми. бе. Од баби народни се, значи не идам на новите цитати, него на Што оние треба да старите. кажа- што треба да Треба да го и пренаставиме? протолкуваме, а генерално е Ова врзано со целата историјата на том. мојот живот. Ама гледаш како енергијата се поклопува, така да и ќе одиме на реклами. Ај почни. Ајде почни. Не почињам, Ајде. од будалата што го викна на телевизија. Вика, каде ти ветуваат многу, со мала кошница оди. Така. Историјата на мојот живот. Брату, најдобар си, ти си за тука, брат, ти си само за специјална. И одиш, нели, на селекција, одиш, мислам, најдобар си така натака и ти вика министерот, извини брат, што за тебе тука место нема. Така што кај ми викале дека сум најдобар, за таму не сум бил. Добро, одлично протолкувано, Нора, ајде ти. Видела Камилата уши побарала и рогови. Ќе му даеш прст, ќе ти земе цела рука. Тоа е тоа. Типично за нашиот менталитет. Добро. Може, Едно и се друго. важи. Може, се важи. Ти добро, како си го толкуваш така? Ако се важи, добро. ако Ако се не на друго, значи не. ми одговори со поговорка, истото. Добро, окей. Па да. Злата? Вјасај брзо да стигнеш, но гледај и да не се препнеш. Така. Но гледај да не се. Препнеш. Аха. Значи, како е, има уште една. Брза кучка, слепи кучиња ради. Веројатно, одма ми текна на нејзе кога ја прочитав. Да, треба да се брза кон иднината, но треба да се иде и внимателно. Секој чекор е многу важен. Некогаш е многу битно да направиш и чекор назад, за да земеш подобар залет. Така, убаво, одлично кажано. Добро, или брза и полека имаш уште една, таа е латинска. Ајде, професоре. Чушо професорот мене ми падна најтешката. За издржување. Вика, џабе работи, џабе не седи. И цел живот тоа правам. Кога ќе погледнам, еднаш правев статистика на неисплатени хонорари. Како Бентли. Тоа или смалени хонорари, или неисплатени, или не... Значи, па ја цел живот ова го правам. Џабе работи, џабе не седи. Ама не сум убеден дека тоа изгледа нормално за оние кои работат и им се вреднува трудот. Инаку, ја навистина не можам да седам. Тоа ми е голем проблем. На одмор ќе отидеме, почнуваат кавги, затоа што јас по третиот ден веќе почнувам да се чешам.
не можем да седам и да уживам во природа и во Алергичен си на седење, да се чешеш. Баш како џабе да седиш. Докторе, на интернет што сум прочитал за таа работа, ама ќе дојдам. Ќе дојдеш сигурно, не се гледам дека не Има и крема или нема крема? Ќе проверим, Види, да? докторе, кај мене има симптом плюс. Вика, џабе работи, џабе не седи, ама ја знам, лежењето е исклучот во таа работа. Ако лежиш, можеш и да не работиш. Лежењето е Значи, има нешто црногорско. Црногорско, да ти кажам се. турска гимнастика. Малку се препознав. Близо му е добро. Ова кога го кажавме е добар вовед во оние поставување граници и оние нови вредности кои што ги имаат денешниве млади, поставување граници, себе фалење, себе промовирање, ама тоа ќе го оставам за после рекламите. Одиме на реклами. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве се вративме после рекламите. Се разви добар муабет за OnlyFans. Значи, зошто не? Па вие го развивте муабетот Што се вратиме тука? да го доразговараме, значи. Не, вака беше. Он рече можеш да на OnlyFans да продаваш и шалови. Претпоставувам мислеше на моја Ама шал. само со шал да си облечена. Ја, не знам тоа. Само со шал да си облечена, нели? Поубаво дезено доаѓа до израз. Ако Јас сум баба ти што зимурлива го плетела. женча. Си се облакам, поише зимурлива женча сум така да. Добро. Ама рече дека не е убав OnlyFans затоа што децата утре ќе гледале. Така ли? Не. Затоа беше мојот на OnlyFans, ако саш ти шалови можеш да продаш, Добро. тоа не значи дека е тоа срамота, не знам, безобразно или што Не е. зборуваме за Ај сега шаловите. вака. Јас сум жена и се одлучувам дека у животот ме бива, односно убава сум згодна. Све и решам да си го продам своето тело на OnlyFans. Добро. И го правам тоа. Знаете дека на OnlyFans може и порниче да се снимаат, е која више. го Професорот не знаем, она ми се чини Сега ќе му отвориме Инстаграм, све ќе види, ќе Она научи. предходниот живот. Емисијава е скроз едукативна, значи не идете на факултет, ајде Ја да ги ти видиме кажам оно како се прави акаунт, чекај. Продолжи се, 8 плюс? Више 18 плюс. Добро. И како се вика, нели, одлучувам да го продавам своето Добро. тело на OnlyFans. Има некои што се сликаат само бикини, слики што продаваат тоа. Има и некои што идат до тоа да Така, снимаат, само да те прекинам, Добро. значи на OnlyFans заработуваат на вистина големи суми, затоа што еден сабскрајб им е $10, а има Тоа они колку? сами се кажуваат Се, цената. ама може да Има заработат некои што се многу месечно. поевтини од Netflix. Тие колку е, а? И ти знаеш. Значи има некои што се поевтини од Netflix, има некои што се тие врвни таму како така. ги викаат, тие наплаќаат по не знам колку. Има некои што наплаќаат 9.99. Значи таа утре ќе ми каже, ја што носам на масата, сестро, ти вредиш помалку од Netflix, ти сама си ја ставила таа цена, таа сума и сега треба те почитувам тебе. Друг ми беше мојавето. Таа утре ќе треба да има деца, нели? Ако уопште се одлучи пошто она е strong independent woman и прогресивна и како се вика, ќе има деца утре, ако нели се одлучи за тоа и детето, ако мислам мора да оди негдека да социализира, не мора да е тоа школа. И ќе биде прво сите ќе ја знаат мајка му убаво детално како изгледа, а од друга страна ќе биде нели у школа, прво оделение, второ или не знам сега уште дали го има тоа, кој што работи мајка, татко, ово, имаше такви работи, што ради па мајка ми снима порничи. Па strong independent woman. Strong Ја ти independent кажам, woman. ова Инстаграмов кај нас ако го отвориш, има свашта, си знагледаш такви мајки со деца, а не OnlyFans, или повторно ќе кажам тие истите кои ќе ги донесат по емисии по ваму по таму, си на тоа На мене. не боле у бикини да дојде. Добро. Знаеш, боле не знам за бес, али боле у бикини да Добро, дојде. Тоа што го сега. носи, вика дека е облечено, уствари не е. Сега заради да. лајковите. Перцепција, нели? Како што Добро, вие перспектива. како се гледате? Заради лајковите, Јас се заради сложувам. views, заради зборување, значи мисли дека има одредена вредност и дека ја бива за Има нешто. вредност додека И е дека млада е и убава. некој нешто у Толку. општеството. И кој е сега. тој маш? Ја, еве, јас сум маш, јас не би земал таква жена за жена. Ја го со овој Ќошов на лева опција го гледам професоров како помно слуша. Он едва чека Инстаграм сега. Од нас дека има сериве, се размислува. Додека вие зборевте, посебно полакомено тоа што ми рече дека добро се заработува, ја веќе размислував да применам некоја диета, да се средам, па ја да го продавам моето тело, па доста продавам само душа и памет и книги, мислам. За Ама тоа може и- размислував. може и романи да се Окей, продаваат. окей, се важи и тоа. читай, Продолжете да ти си, плаќа за да продолжете читаш. си. Има Не, не, аудиобукс слушам, ово, слушам. напрети нов wave. Се важи, супер. Така. Видиш што се OnlyFans ќе books. Доктора, вие Only books. Абе, Можете- OnlyFans е за се, не е само за Не знам голоти. што. На интернет да Ништо лечите. Не можам ја
Ја дека за жал 10 евра за диагноза. Да. медицина е без никакви можности во конкретниот случај. Не знам што да се помогне. Добро. Добро, вие стрикно мора да пипнете да видите колено, да... Тоа е... Ние имаме OnlyFans уживо. Кој како вас? Да. Добро. Чекај сега за изместениве вредности и за тоа, на пример, ако мислиш само на себе, значи тоа денеска се вика самолюбие, а не е себичност. Да бидеш дрзок, нели? Тоа е дозволено затоа што викаат човекот си поставува граници, извини, он не е дрзок. Подигањето на тон е само одлика на тоа дека нели он е само темпераментен. Себе промовирањето не е фалба, оти нели фалбата не е рѓа, туку во суштина ако сам не си кажеш, па кој ќе каже за тебе. Сега колку од овие вредности денешниве придонесуваат до тоа некој да мисли дека е некој нешто и што е тука погрешно. Па, види, пак ќе ги спомнам, Србите они викаат Бог е прво себе браду створио. Знаеш, ако не се поштоеш сам себе, онда не можам ја да очекувам ти да ме поштоеш. Ако не верувам ја у тоа што го правам, не можам да очекувам дека ти ќе веруваш. Како ја, ако не верувам тебе, а ти наметнав, ти кажам дека сум најбољ. Така. Ја знам за себе, не дека сум најбољ, ама дека сум добра у тоа што го правам. И воопшто не е себично за мене, еве сега ќе зборувам малци како мајка, ако јас не сум среќна, значи правам се јас да сум среќна, за да може моето дете да биде среќно. Среќна мајка е среќно дете, здрава мајка е здраво дете. Не е тоа дека сега јас ќе јадам, ама на детево моје нема да му дадам. Значи треба ја добро да се нахранам за да можам да произведам добро млеко за да го дојам, така. Добро. Во авионите. Или Ставете си ја маската прво на себе пред да давнете на други. Имено, браво. Добро. Така да уопште нема тука. Океј, како гледа професорот на ова, затоа што дали се овие радикални некој, или сепак треба? Вака, јас мислам дека тоа што кажува Нора, прво мораш да себе си да се цениш, а меѓутоа тоа не треба да излегува надвор. Тоа чувство е однатре. Да. И јас, на пример, многу добро знам, дека кој ќе направам нешто добро, кој ќе напишам нешто добро, мене веќе престанува да ми биде важно дали ќе добијам од надвор награда, пари, критика книжевна. Би сакал. Моја теза е дека среќата доаѓа од надвор, ама радоста твоја доаѓа од внатре. И за мене радоста е поважна. Ја да си бидам радосен дека тоа сум го направил. И верувајте, од она што го имам искусено, како млад бев многу суетен, самолюбив, водев полемики, сум имал фази. Јас и така натаму. Додека го правев тоа, никаков успех немаш. Тоа е, славата е како сенка. Додека трчаш, ќе ти бега. Сврти игар палку, која се разочарав кога видов дека не... Која средина тебе ќе ти се поклони и да си најдобар? Овде да можат од позади ќе ти со ласер ќе те ликвидираат да не пусти. Која свртев и кој реков ќе си работам за себе. И тогаш почна да доаѓа. Јас стварно немам не знам што е тоа. Затоа што тогаш сте почнале да мислите на себе. Веројатно почнав да си се ценам себе. Апсолутно. Тоа е тоа што Ајде седи. Доволно ми е да сум доволно добар за сам Толку е. себе. Јас сум си сам најголем критичар, ако ја кажам дека е добро тоа што... А во младост ја како со нова прва книга објавив и мислам се ќе паднат во несвест, на насловна страница ќе пишува за мене. Нема врска. Ама ако па и тоа е добро, да мислите Ја кога така. престанав да се замарам, ствари станав познат. Ето така. Ствари никад не сум се ни замарал од таа гледна точка да бидам нели јутубер ово, ама нели леле што ќе каже имиџот, знаеш, девојчиња, кога престанав да се замарам со тренерки кога почнав 29. Сегду тренерки видам тогаш станав познат. Така да. Добро, како е таму? Кај вас во таа фела посебно има борба на его, трипови, тој тип, значи кој е поважен и кој колкава вредност има. И има генерално муавет дека суетата е на максимум во лекарската фела. И она што го прочита ти, практично не се синоними на зборови кои што можете да ги... Кој ќе го покачите гласот, тоа значи дека сте темпераментен. Тоа се изговори
кои што најчесто се користат кај луѓето кај кои што суетата е на максимум. Не сите доктори се исти. Значи не ги ставам сите по еден кош и ова е одлично кога ќе кажете не се сите исти, нели сите други кои што мислат дека не се ние не сме исти. Ето ова е исто така. И тоа е многу добро да се каже, меѓутоа стварно е така, не се сите исти. И да се вратам ја на мојата младост. Веројатно младоста на секој човек е проткаена со тие изговори. Во моментот кога ќе свати дека не треба да наоѓа изговори за своите грешки, туку треба да ги земе грешките како место од каде што ќе учи како да се направи подобар човек, тогаш детето станува маж. Да. Сега има за жал деца кои што цел живот остануваат деца и никогаш не стануваат мажи. Меѓутоа, па и животот не секогаш бара од сите деца да станат мажи. Некои се малку понежни, понегувани, имаат поубава средина околу себе, која што ќе му возможи се и се што. И за жал кај таквите изговорите ќе продолжат во текот на целиот живот. Кај оние кои што ќе морат еден ден да станат мажи, Ќе те кенселнат, не викај така, некој нема да станат мажи. Што ги му направат? Ќе го кенселнат. Знаеш, cancel culture се... Немој така, ќе ги навредиш чувствата, нема да станат Сите мажи. стануваат мажи. Не можам да го кажам. Јас за OnlyFans се ја научив како што треба, тек се уште кенсел. Кенсел, добро. А значи ние веќе сме при крајот. Сакам, кажи, уште нешто кажи. Сакам сега на крај ќе ми дозволите да и подарам нешто на Снежа, ама на вас да ви се извинам, затоа што веројатно и ова ќе биде некаква како се вика, како рековте, валидизација? Па како и да е, валидација, како сакаш. Снежа ќе станеш, оти јас ќе станам. Вака сега, Нора, меѓу останатото, почна да работи и природна козметика, која што се прави во Македонија, односно во Скопје, а е сертифицирана во Словенија и по сите европски стандарди. Значи, ова е еден скраб и еден путер за тело за тебе. Машката колекција ја спремам и јас ви должам да знаете. Така сме добиле. Сега како у Македонија она кеке. Треба на OnlyFans да ја ставим. Не знам тоа што сакате правите. Јас знам дека ова е сега сите вие ќе го сметате како реклама, ама мене многу ќе ми значи и една сериозна поддршка на една жена која што еве почнува и во нешто друго да се опробува, не дека ја тоа го правам, тоа го прави ајде да кажам мојата драга пријателка Јасмина, ама еве почнуваме нешто ново да направиме. Среќа нека ти е со успех. Да кажам. Отвори го мирисни го падни у несвест. Да, професорот скрши чаша кога дојде, тоа беше за на тебе да ти тргне. Ете имало зошто да знаете. Цело време се прашувавме што е работа, а сега ќе ви откривам, не се скрши случајно, намерно ја скршив затоа што помислив една реченица, знаеш ли бре кој сум јас? Ева, тоа е совршено. Тајната на чашата. Ете, Скршената чаша. готово и тоа го Вече ќе пишувам откривме. расказ. Знаеш ли благодарам ти многу. кој сум Многу јас? се здраве, Со си успех, користиш. да. Ти благодарам. Сега, ајде да ќе ве ставам во едни улоги во кои што не се од вашата бранша, да видам дали можете таму да ви држи зборот. Може и ќе ви ги дадам подароците, ќе си одиме. Ако утнеме, не ни ги давате? Да, ако утнете, не ви ги давам. Значи, Нора, каде мислиш ти дека повеќе ќе ти држи зборот? Ако си председател на куќен совет или кај Сдружение на жени земјоделки? Председател на куќен совет секако. Председателка. Така ли? Добро. Океј. Професоре, каде мислите дека ќе ви држи повеќе зборот? На настан, вешта жена или на гейминг надпревар? Трето нема? Нема. На гейминг. Мандар, може ли да му држи зборот? Абе, како не, ја... Ама Манда го зима под своја после емисијава. Ја кажа, Ќе се здруживме. ја дам збор, не за банција. Добро. Од утре ќе видите како ќе се. Следниот гейминг настан, оди Ќе професорот. стримаме заедно. Така, добро. Така сум бирала по фризурите. Да знам. Не, она со жена не ме бендеса. Не, аз со Сега да вештата нема жена. некоја машинка оде. Ама рековте дека готвите. Ма не, ама Ама вешта е жената. некако вешта жената
тоа така и вештица ми оди, за тоа напишав цел роман. Така, ја така го прашав. Така и него ми оди. Ја тоа ги прашав. Пошто вешта жена вештица е Не, вамо ми е посигурно. Некако. Добро, Злате. Каде повеќе би имал авторитет? Во друштво на писатели или во здружение на фризери? А во друштво на писатели, дефинитивно. Значи, и имам аргументи да го подкрепам тоа на времето кога бев и основно и средно. Многу сакав да пишувам поезија. Одлично. Да. И мислам дека се уште стојат кај сестра ми песните кои што сум ги пишал, затоа што беа во станот на моите родители. Така да се уште не ги чувам. Поезија беше тоа или беше? Не, значи беше општо поезија, не беше љубовна. Имаше и љубовни делови, меѓутоа во најголем дел беше поезија која што не. Да му дадете на професорот да прочита нешто, да видиме. Ние тројцата имаме работа после емисија. Имате работа. Да имате работа. Да. Мандар, каде мислиш дека ќе ти држи повеќе зборот? За избор на роман на годината или во избор на играорка на годината? Играорка на годината, дефинитивно. Кај мене со роман име најде. Ма требаше и ти за да би ги измешал улогите. Си поштувам ја народна музика, танци. Така, играорка ќе одбереш веднаш. Како не, како. Чекај сега, како го зимаш професорот под своje, да не се чудиме и ти роман некој да издаде за малце да... Ептен се здруживме, да не биде гейминг на терор последне. Слушнав добри суми тука. Ќе определиме сума да размениме нешто. Стока, роба. Нека биде така. Ви давам подароци. Последното прашање можете да го размислувате вие. Значи, треба ли да знаеме докаде ни е чергата или да си ја ткаеме по потреба. Тоа е тоа, за да бидеме нешто и некој. Ви давам подароци. Одиме поред. Да одговориме? Ви давам подароци. А, па после ќе одговорам. Заборавам ја. Да не заборавам. Со чергата беше пак. Значи вака, ако се собирате, значи ви давам тука да си имате за мезе. Нож На имаш? межа имаме и нож, тука можете да ги пробате, осоговски млечни производи, значи ексклузивниот вкус се препознава, повели ги имате сите. Значи да сте ми здрави секогаш. Еве, тука имате од Натура Терапи, имате и алоe вера. Чекай да видам ова што се. Они се супер. Ова се колаген за подмладени. Како рековме сите, ти рече дека многу остарееш Не, више. јас сум супер, тебе ти дадоа за убави на препарати. Тоа ти индикација некаква е тоа. Не, тоа се убавина. Значи, во инако јас и толкува, ма ја мислам ова ме сака, оно уствари сака да ми каже нешто. Индиректно. Добро. Од Sara Fashion Home имате сите различни подароци, ќе си ги видите за тебе. Кулакопки. За тебе гледаш истата боја. Значи ова мислам. Ова е черга. Не, сите имате различно. Не, ова што беше кашкавалот и Кашкавалот сите имате Можем исто. колаген да ми дадеш кашкавал? Ама ќе ви дадам колаген. Саши и литро ракија само. Се договорија веќе повели. Sara Fashion Home ги имате во Eastgate Mall. Значи, чергата. Min Fintech групацијата ќе ви дадат едно интересно подароче. Вие можете да си ја Благодариме. сигнате Mint апликацијата, таму имате и за осигурување и за патување. Значи, имаме, еве, јас имам козметика, ти не им даде, ама еве јас на сите. Значи, ова ви е еден body care, значи, ова е за бањање. Една коса ќе остане. Може и за, ова ви е за цело тело добро, на вас, ја нели? мислев Пошто немам Супер, фала шампонче. имам, мојата е најприродна Твојата е веганска. најприродна, секако, ова е нема полска иритација, нема козметика, ништо. значи можете да ја користите, значи ова е унисекс, можат и мажи и жени. Повели? Еве, како викаат, кога идеш на кај Снеже, носи голема торба, пошто ќе ти даде многу подароци. Да знаеш. Дека стане. Да, така. Еве овдека имате од Urban Life 25% попуст. Значи со овој код, чекај да го сокријам кодот, значи може да си земеш урбана опрема, имаш слушалки, имаш микрофончиња, значи сето тоа што тебе ти треба и на останатите инфлуенсери кои што ќе станат допрва. Фала. Ние сме у покушај. Да. А пликот кога ќе го давате? Пликот е на крајот. Ето. Тоа на излез таму. Ја тоа го чекам сега. Оксизен хипербарната комора, значи ова е нешто ново, кое што сега се промовира на македонскиот пазар, значи за здравје, за убава енергија, за имунитет, меѓутоа секако нели и за
некои состојби кои што ги лечи, но нели постоперативни да речеме опоравувања кои што траат многу пократко, тоа докторот може да ви каже нешто повеќе, значи сите го имате овој ваучер, повели кога стримаш многу долго, кога нели па и за пиење викаат кога ќе се напиеш, нели одиш таму, дишаш кислород и после тоа си способен за работа. За пиење колку ваучери Повели. Колагенот ние ги дадеме. Ете така колагенот, значи ги имате сите и од Натура Терапи, колагенот, алоe верата се имате. Да завршуваме ли? Ајде, ја не знам што Задоволни чекаме. и тоа е за тебе. Чекај, Господи. Задоволни ли сте од подароците? Се разбира. Добро. Штета што окей. немаше ракија, ама тоа е сега, не можеш. Ке замезав. Значи 5 сата не смеам да спомнувам алкохол после таму. А, да, бе, за тоа Извинам, деца, после, тоа е да, сок да. од, како си кажеш, од гроз. Ракија само за мачкање, за да помине еве за рамото, за нешто. Свичка мас, нешто, да. Да, од Готово, тој. да. У 5 не се пие, после За 8. температура. Да се препорачуваат такви. Да, тоа се партизански техники познати кои што и ние ги препорачуваме доктори. Да се олади Докажани. телото. Да. Добро да знаеме. Ајде сега да заклучиме. Значи, Ајде. треба ли да си ги пуштиме нозете колку што ни е чергата или сепак треба да си ја ткаеме чергата колку што ќе ни двете. текне? Си ја ткаеш, Добро. си ги пушташ на зето, кај што ти е. Така ти си за тоа, значи. Да, многу Не колку едноставно. ти е ткаено, него ти колку ќе си ткаеш. Ако си ја направиш до дека тркалај се, ако не, нема да се тркала, што е таа. Многу едноставно. Ти во моментов, значи, тераш со ткањето напред. Па докај шо ми е, ама пробувам да продолжам. Зашто не ми е доволно, сакам да се ептен и стегнам. Добро. Која ти е целта? Да стигнеш до? Што да е, Господ? Што да е, Господ? Да, јас моје да работам, тоа е тоа. Добро, окей. Чергава ќе ни ја дава некој или ние си ја ткаеме? Како ја толкуваш? Па ако ми ја дае некој, ќе гледам да си ги покријам ногите да не ми е ладно. А ако си ја ткавам сама, онда ќе си ја правам сама, ќе си ја ткавам и ќе си оставам простор уште колку ми треба да не ми е ладно. Може? Ти Се важи? така е. Ти така ја толкуваш чергата, да си се грееш, да си се ушушкаш кај себе. Па Добро. нормално. Чергата каква е? За пуштање? Да се И оди по... амболијата беше ни чергата. беше. Се слагам со Мандар целосно. Значи, до кај си ја откајал, до таму ќе си ги пуштиш нозете. На вистина, до кај ќе стигнеш, појма немам до крива паланка, до кај ќе стигнеш, од тебе зависи до кај ќе стигнеш да си ја ткаеш, својата черга. Веројатно до крајот на животот секој си ја ткае својата черга. Некој подобро, некој полоша, некој му е поголема, некој му е помала. Меѓутоа, мислам дека не постои човек, па и дури и оние кои што со врски добиле и знаење, игли и конец за да си ја ткаат својата черга. Така да оние кои што се знаеш кои сум ја, малку подобро си ја ткаат својата. Добро, полесно. И подобро. Така, добро. Ајде, професоре, Па вака не, да затвориме. излегува дека сега сум обседнат од него. Точно си кажа човекот. Со надпреварот се. Нема, вистина, точно си каже се. До тука е, ќе си ги пружам до тука, не можам повеќе од тоа, затоа што тоа ми раѓа свест дека не сум дека ако ги пуштам повеќе од тоа значи дека бркаат сакам. лихвари. Не, ама или ќе ме бркаат лихвари, ама може да значи па дека сакам да продолжам да ткаем, ама јас имам па друг проблем со чергава. Јас својата не ја ткаем, туѓи черги ткаем многу често и луѓето ги пуштаат нозете и прекумерно и ни благодарам нема за тоа. Ама ладно има. Ама ладно има, да, треба Тоа да е им тоа. помогнеме. Тоа е тоа. Дека не ја направат сами. Не, додека не ја Нема направат идеја. сами и тука и докторот е во право, и ние одиме напред само на тој начин што стварно проектираме до таму, инаку јас сакам со се што ќе напишам понатаму да бидам подобар. Тоа значи кај работи. Нема, без работа нема ништо. Добро. И на крајот, малце да го спомнеме романот, значи, Папакот на светлината, која дава дипломата за добар човек и да си одиме по дом. Дипломата за добар човек си ја даваш сам. Така? И тоа е единствениот испит што го полагаш сам пред себе. Тоа значи дека не смееш да лажеш и не смееш... Нема факултет за добар човек. Има факултет за добар инженер, за добар доктор, за лекар, за добар човек нема. Тоа го полагаш секој ден и на секое место. Еве вечерва, например, мене многу ме бендиса овде соговорници,
што стварно се гледа дека го имаат положено тој испит. Добри луѓе се, едноставно не сакаат туѓо, си го своето си го гледаат и си работат. Бевме идентични во тој став кој сум јас, знаеш и кој сум јас. И тоа е тоа, една чаша Знаеш какво е отиде. чувството Една кога чаша. професорот ќе ти каже почитуваниот и Овој коментар ти е- големиот Ти прави нешто. професор, ето. Ќе те запишам јас тебе на факултет. Не ми бегаш ти. Џабе фрлени пари се за мене тоа. Прво ќе ја Нема прочиташ факултет, папокот на светлината или Тоа мора може, тоа прво може. папокот на светот да се прочита? Не мора, не се врзани. Не мора? Не се врзани папокот на светлината да ја прочиташ Тоа и може. после тоа иде. Може? Јас ќе Тоа ти ја може. дадам. Бива? Не сам ќе си ја купиш. И тоа може. Нели? Сам ќе си ја поддршка, купиш. така е, така е. Ќе сменим еден кашкавал за тоа. Колаген и Живее книга. на место. Пак да ја навикнеш следнава сезона оваа екипа. Оваа Да видиме до кај сме. Значи, не, да видиме до кај се полагањето на испитите, момче. И до Може каде ли така? До каде е професорот запиша на што факултет. Инстаграм? Не знам зошто, ама се гледам во таа емисија, овој мудрува, а ја вака правам нешто. Готово, тука Ќе го... смениме улогите. Ви благодарам многу, Фала и на јас тебе. уживав и благодарам што вие бевте одлично друштво. Ти благодари. Се надевам дека и гледачите уживаат, гледам следната недела, ве поздравувам.